Ние вечера сме повторно заедно почитувани да ги отваряме овие тајни на пророштвата. Минатиот петок, верувам дека се сеќавате, зборувавме за белегот на зверот и ги кажавме тие основни атрибути кои се многу важни да ги препознаеме кога е во прашање белегот и печатот Божи. И рековме дека таа сила, како се ближиме кон крајот, ќе работи се повеќе и повеќе, се посилно и посилно. Но ако сме на страна на печатот Божи, белегот ништо не може да ни стори. И затоа рековме на крајот, заклучивме дека многу е важно да го носиме Божиот печат, а тоа е, кој беше тој ден? Саботата. И рековме дека Бог својот народ ќе го препознае кога ќе дојде на оваа земја Исус Христос според печатот кој треба ние да го носиме. Вечера, како што веќе беше најавено, пред нас едно многу важно и озбилно прашање. Пред 2-3 дена во Каварци се случи на трагедија, еден млад човек загина. Сигурно се слушнавте за тоа. Јас случајно бев таму, близу гробиштата, имаше десетици, стотици автомобили, луѓе. Многу луѓе се враќаа ожалостени, со наведнати погледи, зашто го испратија пријателот, братот, човекот со кого другарували, живееле. Но ете, смртта го прекина неговиот живот. Верувам дека многу тие луѓе се прашува, ако постои Бог, зошто не го спречи тоа што се случило, таа голема трагедија. Пред 10 дена јас погребав една госпоѓа жена од Неготино, на неготинските гробишта. Постојано ние сме присутни, почитувани на такви поворки. Читаме градски некролози каде што наши мили драги, наши познати или непознати заминуваат од оваа солзна долина. Се прашуваме што се случува после смртта, каде одат нашите сакани? Дали некаде уживаат во цветни алеи, во цветни градини горе на небото, или некои се мачат во пеколот, или пак одат никаде. Вечера ќе биде предмет на ова наше размислување. Дали е тоа конечниот крај на целото патување или само неговиот почеток кога човек ќе почине? Дали човекот после смртта е целосно мртов или некои делови од неговото тело, како што душа некои велат, вегетира некаде и продолжува да живее? Интересно, во минатото, во разни култури, постоеле разни обичаи на погребување на луѓе. Еве, овде може да читаме заедно во западниот свет ковчег и гроб ископани во земја. Тоа и кај нас е обичај во христијанскиот свет да се погребуваат луѓето. Например, во некои други делови во светот, будистите на Тибет имаат небесен погреб. Гледате овде дрва, птици доаѓаат, тука е телото на покојниот, едноставно тие на тој начин го погребуваат. Тие се молат за своите умрени и тогаш ги изложуваат на високи места каде што ги јадат птици или телото на покојниот. Ако го посетите Каиро, ќе се соочите со мумии на фараони и големи пирамиди. Еде, тие таму ги погребувале своите цареви, големци или обични луѓе. Или тие што имале пари, телото го балземирале како мумија, се ставале во пирамиди и тоа е исушено, но како костур, како слика постои и денеска се пронаоѓаат такви мумии. Обичај на погребување во Индија река Ганг, спалување на отворено. Тоа може да го видиме и на разни филмови, односно ако отворите на интернет ќе видите такви сеанси или слики на погребување. Значи во разни делови во светот постојат разни начини на погребување. Меѓутоа, ако одиме еден чекор понатаму, ќе видиме дека многу луѓе во овој свет веруваат во реинкарнација. Што е тоа реинкарнација? Всушност тоа е обновување на човекот, односно ако бил лош, се враќа назад во животно, ако е добар, оди кон совршенство. И така може човек да има десетици реинкарнирани состојби во неговиот живот, сега го воној живот и тогаш дожива нирвана, совршенство. Гледате колку е тоа лукаво од страна на ѓаволот, што значи никогаш нема да умреме. Дали ќе одеме напред или надолу, ние повторно ќе бидеме живи. Тоа е целта на сатаната, да не стави во една замка, да не дознаеме правата вистина. Затоа вечерва ние сме овде почитувани да видиме што Библијата зборува. Ќе го добиете и ова на крајот, како четиво за ваша употреба, да го имате, да се подсетите на ова наше вечерашно предавање.
значи во христијанскиот свет може да кажеме дека луѓето веруваат дека после смртта телото, односно душата оди нагоре некаде кај Бога, телото оди во земја, се распаѓа. Еве да видиме ова слика, да ја протомачиме. Слика на еден музеј во Рим. Што таму се случувало и што има таму? Интересно, разни слики луѓето денеска пронаоѓаат наводно каде што се објаснува рајот, се објаснува пеколот или самото чистилиште. Ајде вечера да ги прочитаме заедно овие три прашања кои ќе бидат предмет на нашето вечерашно размислување. Што се случува со луѓето кои го умираат? Тоа е вековно прашање. Колку постои човекот на оваа земја, и тоа е прашање толку старо. Како да се поставиме кон смртта? Дали да се плашиме од смртта или не? Јас сега си дојдов пред еден час од болница од Скопје. Навистина секоја болница е тешка. Луѓе лежат од разни болести. Меѓутоа, и у болница сите не оздравуваат. Некои ги враќаат и на друг начин дома. Дали да се плашиме, почитувани, ние од смртта? Што ќе се случи вечер од нас, со нас, никој не знае. И затоа со вера и со надеж ние треба својот живот да го предадеме во Божји раце. Што и да се случи? Третото прашање, дали е воопшто важно што се случува со луѓето кои го умираат? Ке сретнете луѓе кои велат, баш ми е гајле после мене што ќе биде. Да јадам, да пием, зашто овој живот е еден се живее. Меѓутоа, тоа се луѓе кои се кратковидни, луѓе кои не размислуваат за еден друг живот, подобар живот кој Бог ни го нуди. Затоа, еве вечера ние ќе одговориме со помош на Библијата, значи Светото писмо ќе биде предмет на нашето проучување вечерва и нашите одговори ќе ги црпиме од Библијата, од Светото писмо, да видиме што таа ни кажува за овој предмет. Ајде да го проследиме и првото прашање. Прашање кое вели, која улога ќе имаат надприродните појави во времето на крајот? Сатаната знае подобро од нас дека времето му истекнува, дека крајот се ближи. Тој планира, тој работи 24x7, што значи тој постојано е во активности со цел да ги луѓето забави, да измисли работи со кои ќе го скрене нивото внимание да не го следат патот кон Христа. Зашто тоа се ѓаволски духови кои прават чуда. Што прават ѓаволските духови? Овде вели Јован, прават чуда. А кој денеска не сака чуда? Како деца сме оделе во театар, не во театар, него во домото културата и таму што прави тие не забува како дечни, така? Разни чуда ќе прават, ќе извадат пинг-понг топкички, па некои гулеви ќе излезат таму. Едноставно децата тоа го сакат и тоа го привлекува вниманието на човекот. Ѓаволот ќе прави чуда, зашто луѓе тоа го сакат. Тие одат кај царевите на целиот свет. Кој одат? Ѓаволските духови ќе одат кај царевите на целиот свет за да ги соберат за војна за оној голем ден на Бог Вседржителот. Ѓаволот и неговите почитувани демони едноставно ќе го соединат светот по пат на чуда и измами. И тој најлесен начин, ако слушнеме дека во Велес дошол исцелител кој прави чуда, а толку сме болни и сме слушали дека тој може да ни помогне, мислам дека 95% од луѓето ќе отидат белким ќе најдат некој лек да им се помогне. Зашто здравјето е најважно во животот на човекот. Луѓето ќе отидат и ѓаволот тоа го знае. И тој вели, текстот вели дека ќе го соединат светот по пат на чуда и измами. Меѓутоа, библиското пророштво најавува дека демоните ќе прават чуда. Кои се тие демони? Тоа се тие Божји ангели кои биле горе на небото додека Луцифер бил четврт до Бога. Подосна знаеме тие се префрлени на негова страна и тие станале негови соработници, односно демони. Тие чудеси ќе опфатат појавување на лажни пророци, лажни Христоси. Милиони ќе бидат прелажени од демони и од самиот Сотона кој ќе се појавува во ликот на умрените. Тоа да не го забораваме. Сатаната може и неговите демони да се појават да го земат ликот на мојот дедо, на твојот татко, кој починат. Едноставно и гласот знае да го имитира сатаната. И тука ќе бидеме прелажени ако не ја знаеме библиската вистина. Ние на крајот од ова предавање ќе видиме дека мртвите ниту зборуваат, ниту плачат, ниту се радуваат. Тоа е дело или тие ќе бидат дела на сатаната. И затоа е многу важно вечерва ова тема да ја размислиме. Замислите, почитувани, што би се случило кога Исус Христос или пак Буда или Мухамед
Ганди или Блажена Девица Марија, би се појавили уште еднаш на светот или во светот. Што би било? Ако одите во Хрватска, во Меѓугоре се вика тоа место, наводно тамо се појавува Марија. И сум читал дека тамо не може камен да најдете, зашто се е свето и доаѓаат стотици илјадници туристи од цел свет и земат свети работи. Преку ноќе носат со камиони камења од другите делови на Хрватска и ги расфрлуваат таму и утре ги земат туристите. Тоа е бизнис сега претворен. Иако католичка црква тоа званишно не го признава како светилиште. Меѓутоа, кога човекот нешто ќе научи, кога ќе се слуши тоа во светски рамки, таму се Марија наводно открива. Што би се случило кога би се Ганди појавил? Или Буда? Или Мохамед? Секако, луѓето едноставно би трчеле да ги видат тие појави. Или кога би дошол Исус Христос во Лондон и би кренала раце или во Обединетите нации, таму во на голема зграда кај што се воспоставува наводно мир во целиот свет и би рекол, луѓе, доста се војни. Ајде да живееме заедно. Зошто знаете, во последно време ќе се прогласи 1000 години мир на оваа земја. Наводно ќе има мир, но тој мир човекот не може да го воспостави со топови, со сини, кациги или шлемови, туку само Христос ќе воспостави мир, кој ќе се појави конечно на оваа планета, на оваа земја. Со која метода треба да ги испитаме над природните феномени? Постои ли некој апарат? Постои ли некој инструмент, почитувани, како можеме да ги откриеме дека тоа се фалсификати? Дека тоа се лажливци? Дека се тоа лажни Христоси. Еве го текстот. И кога ќе ви речат, обратете се кон оние што извикуваат мртовци, кон магесници, кон бајачи, оние што говорат од стомак, тогаш одговарајте. Не треба ли народот да се обврнува кон својот Бог? Закони се што барајте. Ако ли некој не зборува така, тогаш нема да има светлина. Значи, Библијата, почитувани, дава јасни контури или јасна слика како, ако се појави некој човек и овде кај нас, или било во кој град, кој гледа, кој бае, кој прави чуда, треба да помине преку призмата на Библијата тој човек или таа личност, дали на вистина тој е Божи човек или од оној другиот. Библијата вели, закони се што барајте. Ако некој зборува нешто, а не го држи словото, Библијата, пораките на Исус Христос, во него, вели Библијата, нема светлина. И затоа, ако сакаме да бидеме заштитени, за да не можат демоните, сатанските ангели, значи да не измамат, тогаш Библијата, Божјата реч, треба да биде извор на нашата заштита и на вистината. Затоа е многу важно во нашиот дом да имаме Библија, да имаме Свето писмо и да ја читаме таа света книга дадена од Бога. Дали Бог ни упатил некакво предупредување против желбата за средба со умрените? Имаме примери во Библијата на луѓе кои имале наводно средба со покојните. Меѓутоа, од самиот текст, од самиот настан, произлегува дека тоа било дело на сатаната, на демоните. Воопшто, умрените, почитувани, не зборуваат. Еве, Бог го предупредил својот народ, израелците, кои патувале 40 години с пустињата, а имале околни народи кои го правеле тоа, кои разговарале со покојните, кои ги жртвувале своите деца на разни своји земски богови, и Бог ги предупредува им вели, ни бајач, ни оној кој што повикува духови, ниту пак волшебник, ни таков кој што разговара со мртвите. Добро, со мртвите, зашто секој кој го прави, тоа е гнасен пред Бог. Гледате Бог како го нарекува, со какви тешки зборови. Бог таквите ги нарекува гнасотија. Бог, почитувани, не го одобрува ако некој прави такви работи. Јас сум се среќавал со луѓе кои наводно имале контакт со покојните, кои може да пренесуваат глас, кои може да пренесуваат пораки. Всушност, тоа е дело овде, вели, на ѓаволот. Бог ги предупредил своите следбеници, а преку ова порака и нас денес не предупредува да не потпаднеме, да не се излажеме кога некој или нека особа тоа ќе го прави. Ако сакаме да бидеме сигурни, почитувани, дека злите духови нема да ни измамат,
тогаш Библијата, како што вели текстот во Исаја што читавме, закони се што барете. Ако некој зборува другачие од она што Библијата го поставила, на таквите вели не треба да им се верува. Бог најстрого не предупредува да не се обидеме да стапиме во контакт со умрените, зашто тоа е подраче многу ризично, трусно подраче. Ако се фатиме со такви работи, тешко може да излеземе, зашто Бог е така одлучен. Зошто е Бог така одлучен во своето противење за контакт со мртвите? Сигурно Бог не сака нешто да скрие од нас. Па сатаната сега доаѓа и вели јас сум демократ. Јас ќе ви открием нешто многу повеќе отколку вашиот Бог. Па знаете, со истата тактика настапил сатаната и во Едемската градина. Дошол кај Ева и рекол: ево, јас сум демократ. Твојот Бог е навистина крие нешто од вас. Слободно јадете, ништо нема да ви биде. И замислите кога некој ти вели можеш, а може мала група вели не, ова е забрането, а стотици илјаници луѓе велат може, се ми е слободно. Но го цитираат само првиот дел од стихот. А вториот како гласи? Се ми е слободно, но не е на корис, не е на полза. Дошол сатаната со истата тактика и знаеме Ева паднала и се лизнала. Затоа Бог е, почитувани, така одлучен, сакајќи да не сочува, како ти родител што си, ќе го сочуваш детето ако таму има отворена жица која поминува струја. Сигурно 4 очи би отворил да твоето дете таму не допре. Така Бог, како наш небесен татко, сака да не сочува. Дали е воопшто можно да се разговара со мртвите? Соломон, еден од мудрите луѓе кои живеел на оваа земја, пишува и нова тема и вели: зашто живите знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо. Ниту пак имаат плата зашто и споменот им се заборава. Ако посетите во разни села или помали градови, разни поранешни гробишта, сега таму може да се згради изградени, ниви отворени, значи, како што вели текстот, споменот им се заборава. Стотици илјаници години поминале. Колку е Библијата истинита, вистинита почитувани. Бог сака да не сочува. Бог сака да ни каже дека со нашите покојни ние не можеме да разговараме, ниту да примаме информации, ниту пак да давам информации. Мене многу ми е тешко и жал кога присуствувам на разни други погреби и кога свештеникот ќе дојде и кога ќе заврши својата церемонија и што им вели на најблиската роднина. Имате ли да испратете порака, така? Поздрави. И ги спомнува таму, ги пишува и става ливче во сандокот. Па која ќе понесе таа порака таму во рајот или во пеколот? И ги спомнуваат разни твои предци, дедо, баба, чукум баба. Меѓутоа, луѓето воопшто не размислува дека тоа е само една лага. Една лага. Никакви пораки не може покојниот да понесе со себе почитуване. Јас сум присуствувал на еден погреб кај што домашите, беше добар наш пријател во Србија, му ставија пушка внатре, ловечка пушка, ловџиска пушка, зашто беше ловџија. И сака да му стават и Библија внатре. Јас рекол, дајте Библијата, зашто ја му ја подарив кога се друживме, зошто само да отиде сега в земја? Може да ја дадеме на друг човек да ја чита. Ја извадија. Меѓутоа му ставија пушка. Зошто? Таму ќе оди да лови. Ако одите во Криволак, недалеко, еден наш верник почина пред неколку години. Кога завршивме погребот, некој од најблиските роднини донесе лозница. Ја засади тука поред гробот. И на моје прашање, зошто тоа го правите? А после видов скоро на секој гроб има лозница засадена. Па вели, тука е обичај кај нас, таму да му се најде. Па велам, тој не пиеше додека беше жив. Како ќе му се најде таму? Меѓутоа, луѓето обичаи, традиции, тоа го пренесуваат. Не свесни дека прават зло, дека прават лошо за младите кои ги следат. Соломон вели, не знаат ништо, нито пак можат да примат плата или пензија. Зошто пензијата им се укинува ако човекот ќе почине? Зошто? Зошто не му испрата таму? Ама луѓето праќаат абери, праќаат подароци, иако тоа е една традиција многу лоша. Мртвите не знаат почитувани ништо. Секој контакт со умрените во суштина е врска со лошите духови. Ако се забораваме вечер од ова предавање, ова да го запаметиме. Секој контакт со покојните во суштина е врска со духовите, со кои духови? Со духовите сатански. Првобитниот медиум
беше змијата во Едемската градина. Ѓаволот ја изговори својата прва лага на земјата преку змијата: нема вие да умрете. И затоа, почитувани, сатаната работи овие 6000 години со крајни своји напори да ја одржи ова во живот, ова изјава. Нема вие да умрете. Ако сатаната се откаже од тоа, тој би изгубил многу муштери, многу луѓе. И затоа тој ќе прави постојано нови изуми, ќе притиска со цел да луѓето се повеќе и повеќе веруваат дека вистина е, може да разговараме со покојните, зашто телото се распаѓа, но духот, односно душата, оди горе на небото. Нема вие да умрете. На ова лага паднала Ева. Адам подосна и тој свесно сгрешил. Луѓето денес го прифаќаат мислење дека во моментот на смртта телото умира, додека душата продолжува да живее. Ова тема е исклучително важна, почитувани. И затоа ние во следниот текст ќе читаме нешто што е многу важно. Ѓавот вели телото умира, рековме, ама душата продолжува. Ѓавот направил да ова лага биде клучна вистина практично во секоја лажна религија. Значи, не само христијаните, и другите заедници во светот, верски движења, исто веруваат, и муслиманите веруваат, и будистите, дека животот продолжува во некој нов облик. Па и самата реинкарнација верува дека животот продолжува во еден нов облик. Дали назад ќе се вратиш или напред, важно продолжува. Ајде да резимираме до сега што кажавме за овие половина час. Зошто е важно да се разбере овој предмет? Ако не стапиш во контакт со мртвите, заштитен си. Ова е многу важно. Ако веруваш дека е можно да разговараш со мртвите, се изложуваш себе си во многу опасна ѓаволска измама. И затоа, почитувани, секојаш предмет на нашето толкување или на нашите прашања, кај што ќе бареме одговор да биде токму Библијата, Светото писмо. Да не се подпираме на локалните обичаи, зашто секој село, секој град има свој обичај или своји традиции. Тоа може да биде стапица за тебе и за мене. Ајде да видиме на следното прашање, кој одговор ќе го добиеме. Како Бог ги создал човечките суштества? Што вели Библијата? Како Бог го создал човекот? Многу едноставно. Затоа сме зборувале многу пати, но ете и вечера ќе биде повторно објаснето. И го создаде Бог човекот од прав земски. Замислете земја, прав. Замислете го Бога кој се наведнува и од кал прави човек. Направил човек, глава, раце, меѓутоа како макета. Нема живот во себе. Но текстот вели Мојсий ни да објаснува. И му дувна нос во носот дух животен. И човекот постана душа жива. Почитувани, ние сме души живи вечер овде. Дали сме 20, 30, не е важно. Важно, ние сме душа жива. Кога човекот умира, стануваме мртва душа, односно нема живот во нас. Еве ќе го појасниме вечера тоа со неколку слики. Личност или душа се поими кои што наизменично се употребуваат во многу преводи на Библијата. Еврејскиот збор за личност е зборот нефеш. 100 пати во Библијата се преведува како душа. Значи, кој ќе каже еврејниот нефеш, се мисли на душа човекова. Еве, овде имаме бројка 100 пати во Библијата. Еве, ова математика многу едноставна, проста, но многу важна да разбереме. Прав земски, Бог му дава животен здив на човекот и како резултат е жива душа или личност. Ние сме живи личности. Тоа е едноставна математика која произлегува од Прва Мојсеева, од 2 глава, кај што Бог го создал човекот. Сите елементи што ги гледаме на земјава, почитувани, Бог ги создал со збор, нека биде ова, нека биде она. Но кога дошол човекот да го создаде, и тревките, и цвекињата, Бог ги создал со збор. Односно, земјата пуштила трева, семе имало и никнале работите. Меѓутоа, кога дошол човекот да го создава, Бог не рекол, ајде Адаме, појави се, туку Бог се дал себе си. Со своите раце го креирал. И тамо вели во Прва Мојсеева 1 глава да создадеме човек како што сме ние. Значи, ние носиме лик и налик на Бога. Ние сме негови синови и керки. Каква предност имаме, почитувани? Да Бог ни всаде дел од себе, за да можеме и ние да пренесуваме живот. Зашто нам некој ни дал живот од нашите родители. И тоа постојано се врти во круг. И ќе оди се до оној момент дека Христос не дојде по нас, по втор пат.
Библијата кажува дека сме ние жива душа. Бог не ставил душа кај Адам и Ева. Значи, душа не ставил, него животен здив му дал на Адам и на Ева, односно на Адама. И човекот станал душа жива, спој на тело, односно на земја и на животна искра што Бог му ја всадил. Тој во нив вдахнал дух животен и тие постанаа душа жива. При смртта човекот престанува да биде жива душа. Значи, дали е ова математика јасна, почитување? Библијата вели дека Бог не ставил душа во Адам и Ева. Тој вдахнал во нив здив на живот и тие станале жива душа. Во текот на смртта, кога човекот умира, престанува да биде веќе жива душа. Нити има чувство на одговорност, на жалење, на глад, на вкус, на радост. Нема веќе никаков осет, никакви чувства, престанува. Ево уште една слика од обичните сијалици што ги имаме дома. Ова е сијалица плюс електрицитет. Сијалицата сама за себе мртва, нема струја, не светли, не е корисна, ако не протекне низ неа електрицитет, струја. И на крајот што доаѓа? Светлост. Значи доаѓа светлост. Кога човекот умира или кога ќе престане да свети сијалицата, обратно се случува. Или ова е тело човечко, дух, тој здив, што Бог му го дал на човекот и ние стануваме жива душа. Обратно, ако се одземе електрицитетот, струјата ја прекинеме, сијалицата нема да светли. Нема таа во себе, само од себе, жива душа, односно престанува да светли. Мола? Можно е. Сега одиме на следната слика со кутија, дрвена кутија. Од што може да направи на дрвена кутија? Еве, тука се шајки, односно штици, значи даски плюс шајки добиваме кутија. Да ги извадиме шајките, да ги одложиме даските, каде кутијата отишла? Дали на небото? Во рајот на кутиите, таму да живее. Значи, да, кутијата е спој на штици и на шајки. И ние добиваме кутија. Меѓутоа, ако ги расформираме овие две елементи, значи шајките на една страна, даските на другата страна, и ние немаме кутија. Така и со човекот. Кога човекот умира, тој оди во непостоење, како никош да не постоил повеќе. Меѓутоа, кога Бог го создал Адам, од каде го повикал? Дали Адам постоил пред да биде создаден? Не постоел. Да, Исус вели, и оној кој ќе умре, вели, во мене е жив. Се мисли дека ние кај Бога сме живи, зашто Бог го знае моето име, твоето и моето ДНК е кај Бога, и кој ќе дојде ден за воскресение, тој повторно ќе каже, че Петре, воскресни. Твоето и моето ДНК е кај Бога. Меѓутоа, ние не постоиме во свесна состојба кај Бога, и тој таму да не чува во некој фиоки, па ќе не извади, кој ќе дојде ден на воскресение. Не, Бог е извор на живот. Бог повторно ќе ги врати животите на тие покојни, кои верувале со таа надеж заспале, вели Библијата, и ќе дојде ден кога Бог повторно ќе ги врати. Меѓутоа, во едно прославено тело кој нема да биде како денешното. Еве уште една слика која ни го објаснува библискиот поглед на човекот, живот и смрт. Значи, Библијата е полна со извештаи, со цел да ни го доближи тоа верување или сваќање кога е во прашање човечкиот живот. Што се случува кога некој ќе умре? Еве, директно прашање и директен одговор. И се врати, вели, правот во земјата како што беше, а духот се врати кај Бога што го даде. Сеќавате пред 2-3 слики што читавме? Што му дал Бог на Адам во ноздрите? Дух животен. Па гледате, тој дух, тој живот, Бог го зема. Всушност се враќа кај Бога. На друго место, или Бог, смртта не ми е мила на човекот. Меѓутоа, првата смрт, рековме, последица не наша вина. Ако умре некој човек, може би најдобар човек, најдобар христијан, може да умре од тешка болест. Тоа се след околности. Не значи дека тој најгреше, па Бог го казнил. Значи, условите на живот се такви. Меѓутоа, се врати правот во земјата, значи тој прав од кој беше создаден Адам, а животот, духот се враќа кај Бога, што го даде. Еве едноставен одговор, почитувани. Нема овде да многу се мачеме, да многу копаме да веруваме. Ако ја прифатиме ова изјава на мудриот Соломон, ќе ни биде многу работи, ќе ни бидат јасни. Духот кој се враќа кај Бога не е дух на личност или личност, туку тоа е живот.
Значи, животот се враќа кај Бога, а не јас како личност и таму душата моја да продолжува некаде да живее. Ова искрен живот е дар од Бога на секое живо создание. И тој нам ни овозможува живот. Интересно, кога ја читаме Библијата, ќе најдеме многу интересни изјави. Живата душа престанува да постои кога телото се враќа во прав, а здивот на животот се враќа кај Бога. Значи, во тоа нема разлика. Дали се добри луѓето, дали се лоши. Сите ние одиме на исто место. Дали си добар или лош. Првата смрт е за сите еднаква. Меѓутоа, едни ќе воскреснат кога Исус ќе дојде, а едни не. Според она што ние сме го заслужиле, она што сме го ние работеле во текот на животот, тоа се запишува кај Бога и според тоа Бог ќе процени кој ќе биде спасен или не. И љубовта нивна, и омразата нивна, и љубомората нивна исчезнала и ќе нема дел довека во ништо што се случува на земјата. Дали ова е вистина? Колку судски парници овде во судот престанали кога една странка починала, така? Нема веќе со кого да се судат. Библијата е многу јасна и едноставна. Исчезнува, вели, се, и љубовта, и омразата, и се оно што човекот го носел додека бил на оваа земја во жива состојба. Во текот на смртта, сите емоции, сите чувства на една личност исчезнуваат. Живата душа престанува да постои кога телото се враќа во прав и кога здивот на животот се враќа кај Бога. Може ли душата да умре? Второ прашање или трето? Зашто многу луѓе велат, да, во право сте. Телото оди, се распаѓа, но душата постои да живее. Ајде да видиме библиски текст кој зборува следново. Која душа ќе погреши, таа ќе погине или ќе загине. Значи, кога се вели душа, се мисли на целокупна личност. Значи, ние сме таа целокупна личност, почитувани. Која душа ќе сгреши, вели пророк Езекија, таа ќе умре. Сатаната бил мощен, успешен во ширењето на оваа лага. Нема вие да умрете. 6000 години сатаната ја вергла таа лага, постојано ја кажува, нема вие да умрете. Телото ќе умре, но за вас има подобар живот таму. Слушам навраќање од еден погреб и вели се куртули жената. Сега ужива горе во рајот. Се куртулила од маките, од болестите. Сега вели ужива горе. Речи си сите пагански религии на сите континенти, во сите култури го застапуваат мислење дека постои душа која ја надживува смртта на телото. Гледате, во сите пори, на сите движења религиски во светот постои такво верување. Библијата се истакнува како противник на замислата за безсмртноста на душата. И затоа Библијата вели во Римјаните 3:23, сите сгрешија, затоа секој душа мора да умре. Библијата повеќе од 1700 пати го спомнува зборот душа или дух, но ниту на едно место не се дава подкрепа дека душата е безсмртна. Се спомнува душа и дух на 1700 пати во Библијата, но ниту на едно место не се дава ниту мала подотворена врата да луѓето сватат дека ете постои некој свет, постои некое место кај што таму душата продолжува да живее. Едноставно такво нешто Библијата не застапува. Кој единствено има безсмртност? Павле вели царот на царевите и господарот на господарите, кој сам има безсмртност. Почитувани, и на новата земја, спасените ќе немат безсмртност сама од себе. Повторно ние ќе зависиме од она дрво, тамо вели во Откровението. Сеќавате во 22 глава. Секој месец спасените ќе јадат плодови од тоа дрво. Ние нема да бидеме самостални безсмртни. Ќе зависиме повторно од Бога, но тоа ќе биде вечност, која нема да има крај. Бог ќе биде единствениот, вели Павле, кој има безсмртност во себе. А ние сите ќе бидеме зависни од Бога, но дај Боже тамо да се најдеме. И затоа само Бог тоа го има. Дали добрите луѓе после смртта директно одат на небото? Ајде да го видиме Давид. Имал своји слабости, но Давид е миленик на Бога. Давид е еден од најдобрите цареви во еврејскиот народ. И
Лука ни дава една изјава или зашто Давид не излезе на небесата. Давид не отишол на небото, почитувани. Ниту во рај, ниту во пекол. Давид не е на небото денеска. Давид е во својот гроб и чека промена, чека воскресение. Значи, ниту Давид не отишол горе на небото. Понатаму имаме друг текст. Во книгата на Дела на апостолите, апостол Петар неколку илјади години после смртта на царот Давид категорички изјавува дека Давид не е на небото. Еве го текстот од псалмите Давидови. Нема да те фалат мртвите, Господе, ниту пак оние кои слегуваат во местото на молкот. Гробиштата се најмирните места во светот. Ако сакате да најдете мир, прошетајте малце таму. Да го видите и смислот на животот. Дека таму се сите еднакви. Нема таму разлика. Меѓутоа, сатаната знае дека тоа е најчувствителното место кај човекот. Сатаната тоа го знае и ќе направи се од своја страна да луѓето ги врзе за себе. Нема веќе никакви емоции кај мртвите. И затоа Исус во една прилика, сеќавате, кога отишол кај Лазара да го посети, а сестрите го дочекале во дворишниот дел и му рекле: Исусе, Лазар не е веќе дома. Каде е? 4 дена е во гробот. Исус знаел, меѓутоа сакал да добие одговор од неговите сестри. Многу јасно дека праведниците, а Лазар бил еден од таквите добри луѓе христијани, не отишол во рајот. Зошто Исус би го симнал од рајот ако тој веќе таму и ужива и ми рекол: Марто, Марија, не плачете. Вашиот брат е горе, ужива. Стрпете се, смирете се. Не. Исус рекол: каде е Лазар? Се упателе кон селските гробишта. Каменот веќе бил поставен. А Исус вели: тргнете го каменот. Дошло цело село и сите околни места се собрале да видат циркус, оној од Назарет кој се прави дека е Бог, правил чуда, да видиме што ќе направи. Исус, како на огледало, ги гледа зад себе маса луѓе кои дошле од радозналост, од подсмев, а некои да поверуваат дали навистина може да воскресне човек овој Исус. И замислите што се случува. Исус вели: тргнете го каменот. Се собрале 4 силни мажи, го турнале каменот. А Исус упатил многу едноставна молитва. Но молитва која ги шокирала сите присутни. Молитва која ни камењата не може да го задржат Лазара. На Исусова молитва Лазар се појавил од дупката, од вратата, од гробницата. Замислите, луѓето скоро престанале да дишаат. Луѓето скоро престанале да гледаат напред, зашто биле засрамени. Некои кои се исмејувале. Мува да поминало би се слушнала од вниманието кој го насочиле присутни да гледаат во Лазар дали навистина е тој. Што рекол Исус понатаму? Одврзете го. Каков шок. Каков шок. Исус не рекол: Лазаре, симни се. Него Исус вели: Исус, Боже, знам дека ме слушаш, но за овој народ со тврди срца, Лазаре, излези. Целата таа околина се затресала од Исусовите зборови, кога дошол ангелот од Лазара и го воскреснал. Лазар, почитувани, излегол. Меѓутоа нема ниту еден запис во кој Лазар ќе раскаже што видел горе. Нема, зашто не бил. Тој бил во безсвесна состојба тие 3-4 дена и не можел ништо да пренесе. Само можел да се сети последните секунди кога бил обкружен со своите сестри, го тешеле, му зборувале да биде чврст во верата. Сигурно само тие зборови се сеќава, последните, ништо друго да им пренесе озгора што видел или слушнал. Значи Лазар не бил ниту во рај, ниту во пекол. Ајде да видиме 2 збора, 3 за самата реинкарнација. И како што е на луѓето одредено еднаш да умрат, а потоа суд. Ние еднаш ќе умреме, не 100 пати, како во реинкарнацијата. Значи, ако си добар, напредуваш, ако си лош, се назадуваш. Во желка, во змија, одиш надолу. Не, Библијата вели само еднаш. Определено им е да умрат. И сите нема да умреме. Се надеваме дека живи ќе го дочекаме Христа. Ние или следната генерација. Но како да е, и ова појава не е библиска. Таа појава е сатаната. Едно истражување во Австралија
покажува дека повеќе од половина млади, слушнете добро, во таа земја веруваат во реинкарнација. Колку има Австралија милиони жители? Преку 30 ми счине. Да, не е важно. Половина од жителите на Австралија веруваат во реинкарнација. Од младите, пардон. Библијата вели дека на секој од нас му е одредено еднаш да умре. Ние живееме и не умираме неколку пати, почитувани. Постои само едно единствено битие кој има бесмртност, а рековме дека тоа е самиот Бог. Реинкарнацијата е едно од најраспространетите верувања на денешницата. Како Исус ја нарекол смртта? Еве, го текстот што пред малце ви цитирав. Нашиот пријател Лазар заспа, но ќе отидам да го пробудам. Да го пробудам. Дали ви се случи некојаш да легнете па да се успиете? Па дошла жената, па те мрда, па те треса. Ајде бе, стани, време е. Се случи тоа? Значи, не буди некој, ние спиеме. Дошол Исус да го разбуди. Исус ја смета ова смрт, почитувани, за сон. Како што ќе си легнеме и спиме вечерва 5, 6, 8 часови и стануваме наутро. Исус рече отворено, Лазар умре. Зашто тоа било сваќање на луѓето. Повеќе од 50 пати во Библијата смртта е споредена со сон. Дали Исус на разбойникот на крстот му кажал дека ќе оди на небото истиот тој ден кој ќе умре? И ова прашање го протегнуваат, го растегнуваат некои поборници дека ете Исус му ветил веднаш после смртта ќе отиде разбойникот во рајот. Не е точно. Исус му рече, вистина ти велам денес. Исус денес му ветил дека тогаш во оној ден кој ќе се случи воскресение или второ доаѓање на Исуса Христа, тоаш ќе биде во рајот. Ќе бидеш со мене во рајот. Како Исус можел да му вети кога и самиот Исус не бил горе во рајот, туку бил со него висел на Голготскиот крст. Ќе бидеш со мене во рајот. Разбойникот на крстот ќе биде на небо, но дури тогаш кога ќе биде воскреснат при второто Христово доаѓање, а не во истиот час или во истото време кога Исус му кажал. И сега прашање, како се однесуваме кон смртта кога лично ќе не погоди? Не е лесно. Не е лесно. Но ако денеска, почитувани, се потковаме со Библијата, со вистината за смртта, не треба да ни биде страв и кога ќе затрупа таа смрт, сурова смрт и на наша врата. Треба да бидеме подготвени во секој час, бидејќи не знаеме што може да се случи утре. Повторно ќе ги видиме оне што ги сакаме денеска. Што ќе се случи со праведните умрени при второто Христово доаѓање? Што ќе се случи со праведните? Еве Павле, односно Јован ни кажува, не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат кои чиниле добро, ќе воскреснат за живот, а кои чиниле зло, ќе воскреснат за осудување. Значи ќе постојат две воскресенија, почитувани. Прво воскресение и второ. Едни да добијат награда, а вторите ќе добијат конечен суд. Тоа ќе биде место на уништување. Тоа ќе биде место овде на ова земја кај што грешите еднаш за секогаш ќе бидат уништени. Ние ќе зборуваме веќе за 2 седмици од денеска 1000 години на мир. Ќе зборуваме токму на таа тема, што ќе се случува за време на тие 1000 години, кога спасените ќе бидат на небото, а што ќе се случува доле на земјава. Понатаму Павле вели, бидејќи сам Господ со заповед, со глас на архангел и со труба Божја ќе слезе од небото и гледате сега што пишува. Покојните, мртвите кои умреле со вера, кои со таква надеж заспале, Библијата вели, ќе бидат воскреснати најнапред. Живите праведни и мртвите праведни нема да имат разлика едни од други. Мртвите воскреснуваат, добиват ново тело бесмртно, живите се преобразуваат во бесмртно тело и заедно, Павле вели, ќе бидеме грабнати, ќе бидеме земени од оваа планета, од оваа земја. Надежта за христијаните не е смртта, туку воскресението. Јас не се радувам на смртта, па да отидам во рај, почитувани. Таа теологија ѓаволска не е библиска. Да не посакуваме да умреме. Тогаш, ајде да умреме сите, па да се најдеме таму горе во рајот. Што овде ќе се мачим? Ако е таа логика таква.
Никаква е таа логика. Таа не е библиска. Тоа е сатанска теологија со која човекот сака да го зароби. Нашата надеж за нашите покојни треба да биде воскресение, во ново тело, во нов живот, кога Исус ќе дојде на оваа земја. Кога би отишли на небо веднаш после смртта, второ Христо доаѓање и воскресение би биле безсмислени, не би имале никаква логика. И еве одиме на последното прашање за вечерва. Каква врста на тело ќе добијат праведниците при второто Христово доаѓање? Библијата дава одговори на тоа прашање. Библијата ништо не сокрива, почитувани. Еве го текстот. Зашто ова распадливо денешно наше тело, кое е подложно на распаѓање, на болки, на промени. Павле вели, ќе се облече во нераспадливо, а ова смртно во бесмртност. Навистина, каква надеж имаме? Во текот на воскресението, почитувани, Бог ќе ни даде ново тело. Ако сме ги изгубиле екстремитетите, делови од телото, во овој земен живот, Бог ќе ни ги надокнади. Ќе имаме ново тело. Ако имаш проблем со очите, со срцето, со било кој орган од телото, Бог ќе не обнови 100% и ќе добиеме тело кој ќе биде способно да се вивне во небесните облаци и да патува горе кај Бога, кај Божиот престол. Новиот живот кој е совршен и физички духовно, живот кој никогаш нема да престане. Некои луѓе се прашуваат што ќе стори Господ со оние тела што ги изеле диви ѕверки. Што ќе биде со оние луѓе кои биле запалени и фрлени во морските длабини? Луѓе се прашуваат што ќе бидат со нашите мили драги кои се изгорени во пожар и некои ги кремираат своите тела. Што ќе биде со таквите? Почитувани, ако Бог можел да создаде човек од прав земен и од својот животен здив да му вдахне, вели Библијата, нема потреба да се загрижуваме околу тоа што Бог ќе стори со таквите луѓе. Па Бог ќе ги создаде повторно. Тој го има твоето и мојот ДНК. И тој ги знае моите карактерни особини, твоите. Бог повторно ќе создаде таква личност со истите атрибути. Ако бил верен, ќе добие ново тело, нови мисли, нов карактер, кој ќе биде способен Бог да го прими во небесното царство. 3 факти кои треба да ги запаметиме. Прво, под поимот душа се подразбира живо суштество. Душите се создаваат, живеат и умираат. Умрените се враќаат во прав, земски, додека духот на животот се враќа назад кај Бога кој го дал. Надежта на христијаните е во воскресението кој ќе се случи при второто Христово доаѓање. Марко, едно момче, чувствувал болки во стомакот. И докторот едноставно му одредил третман медицински кој требало да биде испитан, тој младич, тоа момче, да добие целосна анестезија. Марко бил вознемирен од самата процедура, кога слушнал дека треба да добие анестезија во текот на операцијата, за да се испита некои делови од неговото тело. Значи, добил целосна анестезија и тој заспал во длабок сон. Во моментот кога Марко помислил дека ја губи свеста, им повикал на сестрите: "Сестро, сестро, не започнувајте операцијата, зашто се уште не сум целосно опиен." Кога дошла сестрата, се насмевнала и му кажала: "Марко, па твојата операција веќе заврши." А тој не може да се изначуди како тоа. Па почитувани, тој во моментот на добивање анестезија западнал во сон. Кога се разбудил, веќе операцијата била тотално завршена. А тој само се сеќавал од кога заспал и кога се разбудил. Почитувани, тоа ќе се случи и денес со нас, односно се случило со нашите мили драги. Во часот на смртта тие заспиваат и само се будаат во оној миг на воскресение. А таа вечност, условно кажено, 100, 200 и не знам колку години, почиваат во своите смртни постели, тие се несвесни, заспиваат и се будаат како Марко, мислејќи дека не треба да има операција, веќе завршил операцијата, зашто дејството тој не го ни почувствувал кога бил веќе под анестезија. Зошто мислите
дека овој библиски концепт за смрт е толку добра вест за нас, почитувани. Затоа што Бог ни ги открива картите. Бог не е како сатаната да не крие во некоја дупка и да ни сервира на лажичка. Бог кога кажува отворено, целосно. И затоа нека му е благодарност на нашиот Бог, почитувани, што тој Бог ја открил ова вистина кога е во прашање животот после смрт. И сосема на крај, дали се плашиме од смртта? Зошто да, а зошто не? Не треба да се плашиме, зашто таа е тука, дел од нас. Меѓутоа, свесно да одиме напред и со Божја сила и Божја помош да чекориме. Зошто мислите дека она што се случува при смртта е важно и од Божја перспектива? Да, многу е важно да со такви мисли позитивни, ако треба да заспиеме и да отидеме на починок, да отидеме свесни дека еден ден Бог нема да не заборави, туку повторно ќе не врати во она група на спасените. И на крајот, како мислите да се изборите со болката поради губитокот на некој што го сакате? Од кого би побарале утеха и која врста утеха би ви била под? Почитувани, не постои марамче, не постои утешен збор кој може да ја зацели твојата рана и мојата, кога ќе изгубиме некој наш мили драг од нашето семејство. Но постои надеж, постои марамче кај Бога, кој може да ги избрише нашите солзи и да ни даде нова надеж, нов живот во Христа. Нека му е вечна благодарност на нашиот Господ, што тој ова вистина не ја открил. Библијата кажува дека смртта е само сон. Ако треба да умреме пред Христовото второ доаѓање, дали би сакали да бидеме меѓу оние кои ќе воскреснат за вечен живот? Јас да, сакам и верувам, ако се случи еден ден и тоа, Бог нема да не заборави. Тој повторно ќе не повика. Библијата вели ќе застане ангелот на твојот и на мојот прав и ќе каже: патниче земски, стани, таткото те вика. Господ нека ни помогне во тоа. Амин.